На 11 минути после 12 часот го започнуваме третиот час од денешното Плей кафе под мотото Бесконечна слобода од 8 до 11 август во Струга ќе се одржи 8-то издание на фестивалот за краток филм Dream Short 2024 за 4 фестивалски денови. Организаторите најавуваат филмови во интернационална, регионална, студентска и специјална програма со очување со минатото. И годинава нема да изостане промоцијата на македонски филмови, како и секако едукативниот дел од фестивалот. Деталите ќе ги дознаеме од Јаков Поповски, дел од организацијскиот одбор на Dream Short. Јаков, да започнеме најпрво со мотото. Која е пораката која што ја испраќате со бесконечна слобода и што во филмска смисла подразбирате под тоа? Здраво, Ирена, здраво на сите слушатели. Фала ти за промоцијата која секогаш ни оставате простор да се промовираме како фестивал. Годинава нашето мото е бесконечна слобода, затоа што, како да кажам, денес светот тежи кон некој хаос, кон зголемување на ентропијата, во која поимот слобода е толку често злоупотребуван и погазен, па не можевме да ги занемариме светските случувања и некако да ги поврземе со филмот и со нашиот фестивал. Знаеме за сите војни што се случуваат наоколу, за сите страдања и за сите ограничени слободи за ни светот. Па од тука сметаме дека токму филмот како една од уметностите кои нудат можност за бесконечна слобода од аспект на измислувањето светови кои се различни од реалниот и во кои навистина доброто може да го победи злото, вербата не е само зауден мисловен процес, туку навистина може да донесе убави работи, па затоа нашиот придонес кон некоја слобода во нека општа смисла е токму бесконечноста и на филмската имагинација. Так, да споменеме дел од филмовите кои што љубителите на филмот ќе имаат можност да ги погледнат годинава. Какви содржини одбравте? Дали може би е сето тоа поврзано и со мотото кое што го објасни сега? Да, секако дека голем дел од филмовите, како што кажав, самиот филм како уметност, ако ја занемариме она финансиска ограниченост при продукција, дозволува на авторите бесконечна слобода да измислуваат светови. Тука не мора директно да зборуваат за слобода, меѓутоа секако дел од нив третираат и такви теми. Ние, како што знаете, имаме и специјална програма со очување со минатото, која зборува за подрачје и раскажува приказни од подрачје со конфликтом минато, со борбата на луѓе од различни региони во светот за слобода, така да секако дека програмата е испреплетена во мотото и обратно. Ајде да се фокусираме малку на македонските филмови. Кои се филмови од македонска продукција ќе бидат прикажани и на кој начин ја вршевте селекцијата? Македонски филмови, имаме два филмови во регионалната програма. Филмот Имие на Јане Спасич и филмот Дали си маш на режисерот Ѓорѓе Ставрески. Тие филмови се преврнуваат во официјалната програма, додека како фестивал кој во својата примарна цел на почетокот, уште при основањето, имаше да промовира македонската кинематографија. Имаме специјална македонска програма со 5 филмови. Не знам, може би ќе заборавам некои филмовите Так на Јане Пипармаков, Кути, Келија 9, веројатно заборавиш некој, но имаме 5 македонски филмови во специјалната програма и можам да го најавам ево сега за прв пат нашиот филм на двајцата организаторите, Лидија Јаков, филмот Само ѓаволот се плаши од вода, кој ова година прв пат премиерно ќе се прикаже во Струга. Така, претходно тој филм сега не ми текнува точниот назив, но беше и награден. Да, филмот има 3 меѓународни награди. Досега една во рамките на нашата држава на фестивалот во Куманово. Но досега немавме прилика да го прикажеме во Струга, па
па сега ќе биде само дел од ревијалната програма, секако како организатори не би сакале да бидеме дел од официјалната и не ни смее. Така, но драго ми е што ќе можеме сите да го погледнеме тој филм. Ајде малку да се фокусираме на едукативниот дел, што и од кого ќе имаат можност да научат присутните на мастер-класовите и на работилниците. Кои филмски уметници доаѓаат? Годинава нема да го наречеме мастер-клас, него имаме дискусија за филм со нашиот драг гостин и пријател Иван Бакрач, долгогодишен селектор на фестивалот Дримшор. Додека уште еден мастер-клас ќе се одржи под менторство на продуцентот и режисерот Софена Албанија, Ено Милкани, кој е исто така наш долгогодишен соработник. И мислам, младите филмски уметници кои се тука сега, кои сите заинтересирани, ќе можат да научат и да продискутираат малку за филмот, за продукција на краток филм, бидејќи знаете нашиот фокус е краткиот филм. Така да ги покануваме сите. Така, сите кои можат да присуствуваат. Ајде да позборуваме за тоа 8 издание на фестивалот. Ако се вратите на првото издание и на целите кои што ги имавте, како растете како фестивал? Колку сте задоволни и каде е напредокот од првото до 8-то издание? Дефинитивно можам да кажам дека растеме. Мислам дека публиката го забележуваат тоа, дека растеме. Филмските, нашите колеги филмски работници од Македонија и регионот го забележуваат. Секако растеме во квалитетот и обширноста на програмата. Првото издание беше само за македонски филмови, сега сме веќе 7 години интернационален фестивал. Растеме продукцијски, се обидуваме максимално да го пренеме на нивото на продукција на фестивалот. Меѓутоа, за жал, не сакам да се жаламе, да ситуацијата сите сме свесни дека не се подобрува во однос на инфраструктура, на финанси кои културните настани и манифестации ги добиваат од државата и општината, но сепак некој за ова издание можам да кажам некој инаед не тера да го држиме на високо продукцијско ниво, но колку што ни дозволуваат можностите, и секако да се надеваме дека следната година ќе биде подобра. За ова да се случи годинава имаме помош од навистина неколку конкретни луѓе за кои би сакал неизменно да им се заблагодарам. Така, ајде да позборуваме сосема за крај за музичката програма. За почеток ги избравте Фолтина, завесата ќе ја спуштите со Искра. Да, годинава го отвораме изданието со Фолтин. Фолтин беа и лани дел од фестивалската програма, меѓутоа меѓу нас постои некаква блискост и конекција, па природно ми дојде кога Фолтин праша дали има простор да свира на фестивалот, да се согласиме, и драго ми е што ќе бидат дел од отварањето, тоа е во четврток на 8. Додека фестивалот го затвараме со нешто малку поразлично, со скопската група Искра, која мислам дека ќе понуди нешто ново на струшката сцена, и се надевам дека ќе биде полно, ќе биде интересно и забавно за сите. Така, ние како медиум ќе објавиме целосната програма за да знаат нашите слушатели кој филм, кога и каде се прикажуваат, и благодарам за овој разговор и ви посакувам да помине се во духот на тоа како што планирате да биде и да пренесете таа бесконечна слобода. Апсолутно. Фала ви многу уште една за просторот и се гледаме од четврток до недела на летна сцена. Така, заедно со Јаков Поповски го најавивме 8-то издание на фестивалот за краток филм Дримшор 2024. Продолжуваме со музика.